Добар ден, почитувани гледачи. Се вклучуваме во живо од центарот на градот. Имаме информација дека е зголемена фреквенцијата на бензинските пумпи во Делчево. Па решивме да провериме дали е така. Знаете, случувањата во светот се одразуваат и на секојдневието како во западните европски земји, така и овде, па луѓето во недостиг на точни информации, меѓутоа и на во време кога има навистина доста информации, точни би рекол, решија да се снабдат на време со гориво, имајќи предвид дека на одредени медиуми се најавуваше дека ќе има криза за бензин, за нафта и слично. Еве ќе зирнеме тука кај Дади Компани. Ќе зирнеме сега и кај Мак Петрол. Пред некој ден немаше толкова гужва, еве, например, пред ден и половина. За сега е стабилно. Значи, може би тоа бил мал наплив на поголема група на возила. Но како и да е, не е за шега. Знаеме дека се води војна на тлото на Блискиот Исток. Така што и за очекување беше да дојде до некаква таква ситуација, која еве сега гледаме дека се уште не е до толку изразена кај нас. Значи, освен на бензинските на Дади Компани, за сега нема поголема гужва. Ќе провериме и на последната бензинска пумпа на излезот од Делчево, кај Oil D. Каква е ситуацијата? И потоа ќе го посетиме тенискиот терен, каде од денес екипи работат на пополнување на пукнатини, една пукнатина која се јавува на едниот дел од теренот, која е добро навреме да се санира со цел да се спречи понатамошно ширење. Утрово таму забележавме и екипи од јавното комунално претпријатие Брегалница кои го собираат преостанатиот отпад. Во рамки на нашата вчерашна акција остана дел од несоберен отпад околу стадионот, а покрај тоа се врши фарбање на влезот на подпорниот зид на пред влезот на стадионот, што е за поздравување. Се слуштавме вчера со делчевскиот градоначалник кој рече дека ќе пушти екипа за собирање на тој отпад кој го споменавме, а дополнително гледаме дека и се врши фарбање на зидовите пред влезната врата. Што значи дека стадионот е подготвен. Ние имавме малку обиколка со дрон над стадионот. Перфектно е подготвен за почетокот на пролетниот дел од сезоната во третата фудбалска лига Исток, кој Брегалница Делчево го започнува со надпревар против ударникот Пирава на градскиот стадион во Делчево, секако оваа недела, 8 март. Кога сме кај спортот, да кажеме дека вечерва ќе се игра пак женска кошарка во Делчево. Најправин машка се извинувам од 18 часот. Младинската машка екипа на Патриот, кошаркарите на Љупчо Петровски, избраниците на Љупчо Петровски, тренерот на оваа екипа, ќе одиграат надпревар со екипата на Куманово, ако не се лажам. А во 20 часот праволигашки женски надпревар помеѓу екипите на КК Патриот и ЖКК Бадел.
Значи, убави спортски активности. Во 18 часот ќе има една формална церемонија, формална во смисла која ќе трае кратко со доделување на награди на најдобрите спортисти, би рекле најкорисните играчи во 2025 во женска и машка конкуренција во неколку спортови. Награди кои ги за тоа кои ќе ги добие гласа самите кошаркари, фудбалери, а ќе ги објавиме резултатите во текот на денот. Ќе има тука и представници од Македонска Каменица, од фудбалскиот клуб Каменица САСА, женскиот фудбалски клуб, од женскиот кошаркарски клуб Баскеткам, како и од женскиот кошаркарски клуб Клубски патриот од Делчево, од машката младинска екипа. Ги знаеме дел од наградите, меѓутоа ќе оставиме се до 18 часот официјално да ги објавиме. Во меѓувреме се ближиме на бензинската Новил Д. Ќе зернеме и овде каква е ситуацијата. И овде се нормално во најдобар ред. Нема гужви големи. Периодично возилата полнат гориво, кој како има потреба. А може би веќе тоа и го сториле повеќето, па затоа утрово нема толкава гужва. Сега ќе се упатиме кон градскиот стадион и тениското игралиште каде се врши таа поправка. Да се видиме со луѓето како влюбеници во оваа тениска игра во пресрет на она што е најавено присуството на гости од Германија кои сакаат да направат еден увид на теренот со цел како во иднина поголема група на тенисери би доаѓала периодично во Делчево. Би се сместила негде и би одседнала 7-8 дена уживајќи во убавините на Делчево, паралелно играјќи и на нивната омилена спортска игра, во овој случај тенисот. Полека пролета е на прагот, еве гледате се зазеленува. Оној кој посадил на време пченица и некои други култури веќе се појавуваат на виделина. Хидролошката состојба со снег можеби не беше добро, меѓутоа имаше дождови. Кои тоа како ќе бидат добре дојдени за земјоделските култури. Тоа е што се однесува до ова вклучување. Можеме само да дзеднеме потоа како изгледа стадионот, местото каде се бојадисува влезот. Може некој напиток да ги почестиме они кои учествуваат во таа работа. По оваа посета на стадионот и тениското игралиште ќе се упатиме кон влезот на општина Делчево, каде по повод меѓународниот ден на жената е најавена акција за засадување цвеќиња или одредени други садници во рамки на, а тоа ќе го направи Комисијата за еднакви можности во рамки на кампања мислам дека под насловот Сите сме еднакви. Така да ќе има прилично исполнет ден денеска, што се однесува до настани. Вечерва и настапот на Бојан Велевски. Во 20 часот во спомен дома Тасно. Еве забележувате тука е екипата која го бојадисува
павионот. Екипите кои го чистат тенискиот терен исто така и екипите кои работат на тенискиот терен. Еве се работи на теренот. Ете така, тоа беше се за ова наше денешно јавување во утринските муабети на Дел 65 на YouTube каналот.